Оджава пред Свети Спас. Ја излегувам од Свети Спас, гробот Гоце Делчев, оджава, кај си глумец? Викам, шо ти тука? Викај, ја вика си ги поштуем хероите. И седнуеме на кафе, и седнуеме и правиме муавет, нели, за денов, ово, она. Он ме лечи од љубавни магии, иначе. И он ми го пушти видеова со Филипче од гробот на Гоце Делчев. Он ми го пушти. Ја го гледам и викам, шо е ова, викам, како може, викам, да каже дека он не чул дека бугарите го негираат македонскиот идентитет. Јој ме гледа вака, нели, како што е мудар, со цела мудрост што има оджава од чајер тамо. И ми вика, магија му е направена. Викам, дебе, толку е сериозно? Да, бе, викам, магија му е направена. И викам, чаре, има, вика, чаре, вика, треба, вика, да се разбие магијата, треба да дојде кај мене. Ако не му смета, нели, што сум муслиман, нели, ово, она, проповедам ислам. А вика, ако му смета, вика, има, вика, и бајачката Ристана, вика, ќе му заврши работа, вика, она е многу добра, ја многу ја поштуjem, вика, неа. Исто, вика, може да му побае, вика, да му ја скрши магија, да го куртули од магија. И викам, чаре, бе, човек, ништо, вика, чаре за ваква, вика, магија од овој тип, кај што, вика, не живееш у реалноста, кај што си, вика, исклучен од реалноста, кај што сам се екскомуницираш од јавноста, од реалноста, од времето кое што живееш, кога живееш во некое непознато, нереално време, во некој балон, вика, временски вакуум, вика, у некој таков, вика, само, вика, една, вика, метода, вика, ја користам, вика, за разбивање, вика, ако не дојде кај мене, вика, чисто порачај му, да му помогнеме на човекот, ти правиш, вика, тоа видео обраќање, вика, ти ги гледам, вика, порачај му, вика, преку Facebook што треба да направи. И ми го каже Илјачот, Венко, значи вака, очигледно на вас ви е фрлена некоја, појма неам каква магија тоа, бугарска магија. Влашка не е одма, вика, мора да е бугарска, вика, магијата. По потекло тамо од појма неам, од Русе, Мусе, Ќустендил, Мустендил, не знам од каде е по потекло, ама вика, бугарска е магијата. Не е влашка, значи. Вака порача оджата од чајер. Ке се облечеш полесно. Значи онака. Сако полесно облече се, маичка нешто. Ке отидеш на камени мост. Рече, ке земеш јаже, ке врзеш камен некој поголем за јажето, а јажето ке го врзеш околу врат. И камено тука доле, и ке скокнеш, вика, главачки, ми порача главачки, вика, да скокнеш од камени мост у Вардар. И вика, ако успееш да излезеш, магијата, вика, разбиена, ти си здрав човек, ти више нема да лупеташ глупости, ти ке се вратиш во реалноста, во времето кое што живееш, нема да живееш во некој измислено нереално време, спинувано време, би рекол. Тоа е нов физички феномен у СД, спинувано време. Или време на кое што нема сеќавање, у кое што луѓето не се сеќаваат ништо. Ако влезат у тој временски вакуум, у таа црна временска дупка, не се сеќаваат на ништо. Они се како парамециуми, како амеби. И вика, магијата ќе биде, вика, разбиена, иначе Венко многу е добар овој оджа, да знаеш, помага у пичку матерно. Знаеш, партал прави. Магија кај него, кој има фрлено, оди тамо, му разбива магија, бе, вака да направиш. Баш кај Гоце Делчев на гробот. Си поштуе некои ствари, луѓето. Не се. Ни го пушти оджава твојово враќање од гробот на Гоце Делчев. Кај што велиш дека ти не си чул дека било кој од Бугарија го негира македонскиот народ и македонскиот идентитет. Можно е, Бугарија е многу далеку,
Многу е далеку. 2 дена јавање имаш до Софија. Ма и јаче. Тешко стигаат вестите од тама до тука. Ја те разбирам дека ти не си чул. Али како не го чу твојов од извршен комитет на СДС Рубин пред 2 дена, кога го изнегира Гоце Делчев и неговото револуционерно дело, неговата борба, неговите идеали, неговите цели, неговите соништа. Ај ова ќе кажеш Софија е далеку, пичку матерно. Па ова е сепак, ова е аналогно време, не е дигитално. Тоа, јас сум читал дека компјутери, тоа вештачка интелигенција, такви работи, дигитални технологии развиени, дека тоа за 30-40 години ќе се појават дури. Сега нема уште. Ја те разбирам, не си чу, вест док стигне од Софија, ти знаеш тој курирот од Софија? Со конј додека ја донесе поштар од веста, дека они го негираат нашиот идентитет, колку му треба јавање од таму. А ако немаат конј бугарите, шо правиме? Ако го пратат пешки, колку време ќе му треба да стигне? Или еве за побрзо за да стигне, ако му нареда да трча ко оној кутар војник што трчал од маратонското поле до Атина да јави вест на атињаните. И само што стигнал да каже, задише, да каже, Цојсал, умрел. Од тоа 40 километра од маратонско поле да трчаш. Јовој, а уште подалеку е Софија, колку е 200 и кусур километра. Па тој човече, па тој ја мислам дека ќе липса до Крива Паланка. Тој нема потака да стигне. Сега, ако стигне пред да влезе у Македонија на предграничен премин, како ќе ја чуеш веста? Остана таму, у Бугарија. Нема шанси да ја чуеш. Ти викам, компјутери, такви работи, јас сум читал нешто тоа, дури за 20-30 години, 40 ќе се појавеле у светот. И тогаш вестите брзо ќе патувале. Неко сега, ја тоа го разбирам дека ти не си чу. Од Бугарија, вест. Ама овој бе како не го чу до тебе што седи у извршен комитет на Социјалдемократски сојуз Рубин. Абе пред 3 дена. Не да го изнегира Гоце Делчев, партал го направи. Па веднаш потоа следеше и мене ме обвини, тој Рубин, дека јас сум ја почнал хајката против него, не он шо лупета. Па веднаш откако изби скандалот, откако ја го објави видеото, па веднаш потоа почна да искачаат од СДС по телевизија, оној шмрчковски са Славјанка со пишанки, со ова сега еве го Венко пред гобернор. Као излегувате да си ги миете рацете? Ние не сме криви, ние го почитуваме Гоце Делчев. Ние без Гоце Делчев, денес ако не помислиме на Гоце Делчев, па ние не сме живи, бе. Ние одма болни ке паднеме. И сега, искачаш, пази сега кај оди нивната шизофренија, луѓе, еве ви чиста психологија, Фројд, до кај оди нивната шизофренија. Значи, излегува како цел на пиар, некој му рекол, оди, да изчистиме ова говнава Рубин што ги направи, оно што го правевме години наназад, оди денес на гробот на Гоце Делчев, закажано ти е да се појавиш. И он иде. И место тамо мед да му тече од уста, као што ви реков сега да почне да збори, да, па Гоце Делчев, па ја денес ако не го спомнам, па како да ви кажам, па ја до вечер, не знам, болен паѓам, умирам. Ја првата мисла кога станувам са бајле ми е Гоце Делчев, особено на 4 мај. И место да каже такви работи, да беседи, да глаголи убаво, сладкоречиво, шизофренијата шо прека нив. Он искача по наредба, пиар да прави, да колку да се појави пред город на Гоце, и он чајче тука прави тонч си прави сам на себе, си пука у глава сам на себе. Прво у колена, па у глава си пука, вика, не, па нема везе од Бугарија. Добро, знаеш, Винко, какво... Знаеш што треба сега? Сега треба вака. Сега треба да ви се наложи на ваша сметка, на сметка на партијата, да си викнете гробари, што да е тамо, да го ископаат гробот на Гоце Делчев и човекот да го вратат пак на грб.
Оти ти таква работа да кажеш пред неговиот гроб, на денешен ден, на денот на неговата маченичка смрт. Гарант си има превртен у гробот. Спин си му дал. Значи на ваша сметка треба да се откопа човекот да се врати од стомак на грб. Да се положи. Греот е. Што сега да кажам? Друго. Мислиш дека е случајно ова што ви се случува, така да кажам? Да влагате од кикс во кикс, од кој што нема перење? Не е случајно. Значи, вие сте во еден вид, како да ви кажам, слободен пат, да се изразам од терминот физиката. И вас ништо не може да ве спречи тој слободен пат. Значи, немате за што да се фатите. Немате нешто додека паѓате, појма немам, гранка, гарнишла, нешто да се фатите. И вие сте у слободен пат. И вие сте како Иво Мајепсен Крупа. Убава рече очата, магија ви е фрлена, јеби га. Магија и треба таа магија да се рече. И вие ке паѓате се дека не треснете на бетонот и не си јебете мајката. Нема, како да ви кажам, вие од ден на ден со вашите појавување на телевизија, со вашите изјави, со вашите пресконференции, вие не знам, појма немам. По 1000 гласа губите на ден, а секој ден излегувате со изјави. Ова ваше овишени кучињата со маст не може да го изедат. Значи, толку да не промислиш, да излезеш и да го кажеш ова што го каже е стварно unbelievable, што ја оджава ми опушта видео, ја не можам да се изначудам што зборам. Венко, види вака се, друже. Не си чул од Бугарија дека го негираат македонскиот идентитет. Венко Филипче отвори било која седница на народното, како се вика, собрание у Бугарија, парламентот, како го викаат, е бемлик. Секоја седница, кај што се збори за Македонија, за односите со Македонија, имаш одговорница, најбрутално, најпримитивно негирање на македонскиот народ, македонската држава, македонскиот јазик, македонскиот идентитет. Можеш да го погледнеш видеото со Костадинов, нивниот екстремен негатор. Значи, пази, не е Каракачанов. Ово е на нивото на појмане, на овој, кажи го, на Радев, на премиеров, у негирање. Имаш на 10 на 15 седници кај што одговорница го негира македонскиот идентитет. Неговите реченици се од прилика вака. Можеш да ги погледнеш, ако имате компјутер. Ама како компјутер да имате која у светов уште не се измислени компјутерите. Тоа ја сум читал у научна фантастика у една книга на, појма немам на кој беше, на овој, кажи го, Артур Кларк, дека за 30-40 години од денес ки има компјутери. Али можеш, еве, рецимо, појма немам, некако компјутер никој нема, не знам како тоа на телевизија да го погледнеш едноставно, некој да појма немам. Дидеш до Бугарија, која ќе одиш тамо да се видиш со овие што ти ги кажуваат овие глупи идеи да ги изјавуваш и да го дзирнеш, да дзирнеш некоја снимка, појма немам, од неговото браќање, кој што иде од прилика вака, секој негово браќање у парламентот бугарски од прилика вака. Цитирам: Македонија била, е и ще бъде българска. Обаче Македонија е втората българска страна в Европа. Македонците говорат на български език. Няма такова нешто као македонски
Език. Ова му е секоја изјава, Венко. Да не те подсеќам, у време кога ти беше министер за здравство, кога Заев беше премиерот тогашен, Петков. Тоа ми се римува со нешто друго што го имам, тоа Петков. Ама сега да не споминам. Од предсобрание, не, тогаш беше Ковачевски премиер, не беше Заев. Мислам Ковачевски, само што дојде да биде премиер Ковачевски, не ме држете за таче. Од предсобрание, новинарката го прашува, значи 20 камери снимаат, нели настан дошле бугарите, тоа е Бугарија договор за пријателство, во она, сега ќе се гушкаме, нели, тоа е и времето кога овој Пендаровски председателот на Бојко Борисов му кажа љубави, па после се правдаше дека му рекол хубави. Кај си хубави, глупост. Везе нема, шизофренија класична. Го новинарката го прашува премиерот тогашен на Бугарија. Што правиме со македонците во Бугарија после 16 пресуди од Страсбург, дали ќе добијат право да си формираат организација на македонците невладина што и да е. Знаете што кажа? Пред очите на цела јавност, светска, европска, македонска, камери 20-30. Рече, няма такова малцинство. 30 секунди после изјавата доаѓа Тачи и се изгушка. Премиер на Македонија. После таква изјава иде и се гушка со тоа. Знаете што при премиерот таква ситуација? Му се јавува на министерот за на внатрешни, му се јавува на директорот на Агенција за државна безбедност, за национална безбедност, и му вика веднаш овој човек со целата своја свита да се испрати до граница, до Девебар и да се избрка назад, да се врати у Софија. Да се испрати до граница и да го се гушкав тебе. За Бојко колку пати сте го гушнале, тоа не се број. Тоа стварно не се број, тоа е безбројно пати сте го гушнале, сте го гушнале Бојко. Бојко ви беше како башта. Татко на български. Кој ќе ви дојдеше, сите му се смешка, му се клања. Бојко е телохранител на Тодор Живков. Интелектуална способност не ја коментирам. Радев изјавите, Венко, како може да не си ги чува? Може да не си ги чуваш, јас глуп. Председател на Бугарија кога беше? Па и сега од кој стана пример? Па председател на Бугарија кога беше? Венко бе. Па не знам ја, само ја ли гледам телевизија у пичку матерно. Никој изгледа од кај вас у партија, вие може кај вас и телевизори уште немаат стигнато. Може уште не сте ни чуле дека постои една справа направа уред кој што се вика телевизор. Може, оти вие сте заглавени, појма немам у кој век, везе немам. У 17 или 18, или не знаете што се случува, или ке се нашмркате ко животињи, ко мравоеди, и после ништо не се сеќавате, ништо не пратите, тогаш сте хај, тогаш комуницирате со, појма немам, со виши сили некој. Преминуете некои други врати, поминуете низ некои други врати на перцепција, низ некои други портали, поминуете временски, појма немам кај куридете, ама не сте тука и нормално нема да чуете. А таа колумбиската дрога квалитетна, пичку матер, чистота, одлична. Вие таа што шмркате, таа не ја мешаат со флекс. Тоа се една субстанца, тоа ја прават флекс за да добие на грамажа поише.
а да ја испрља другата за поише да заработи. Така се вика тоа флекс. Не бе, вие почиста ова шмрката. Така. И нормално ќе се нашмркаш таква кока и ти немаш појма. Не знаеш кај си. Радев, Венко, од позиција на председател, ја мислам, пази, ова зборам за официјални представници на бугарските власти. Дали сегашни, дали поранешни, дали билокогашни. Од кога вие дојдете на власт, кога ги открија они сите карти, кога ги отворија, кога свативме дека они никогаш и не ни биле пријатели, ако се правија пријатели у 90-ти, тамо кон крајот на 90-ти, 2000-ти, почетокот првата декада, многу пријатели ни се прави. Стварно едно време им поверуевме. Со вие чути малце сменија, ова, она. Не. Све било направено со намера, за да се дојде до таа точка, кај што они ќе си го покажат вистинското лице, кај што ќе паднат маските. И видовме дека они уствари никогаш и не ни биле пријатели. Зборам за официјални лица, Венко, не зборам за појманем. Па и Каракачанов беше министер за одбрана едно време. Ке кажеш, абе, Каракачанов, која е тоа партија, кур се тресе тамо, Не бе, министер за одбрана беше. Тој Джамбаски шо беше у Европски парламент, знаете какви изјави даваше тамо. Да се накострешиш од примитивноста на изјавите, од степенот на негирање на македонците. Да не зборам таа партија на Каракачанов, Джамбаски беше какви спотови праеше, што ја промовираа туристички Бугарија, кај што Охрид беше прикажуван како престолнина бугарска, кај што многу македонски градови беа прикажувани како бугарски спот, пази, за туризам. Не знам тамо кој е, некој од таа партија исто го правеше. Па ќе кажам, како може да не си чул, јеби? Не знам, ја го разбирам ВМРО, искрено го разбирам. Зошо ВМРО би се занимавал со ваква будала, бе, луѓе? Па, како да ви кажам, па Филипче им легнуе на ВМРО ко шамар на будала. Па ни, ВМРО, свика, и то бе ој, вака, овие ако продужат, останавме ние на власт у наредни 50 години, абе без проблем. Секој така би се однесол ко ВМРО у ваков случај. Имаш една, како да ви кажам, еден изгубен у времето, кој ше председател на некогаш најголемата партија у Македонија со ВМРО. Имаш кој што дава вакви изјави. И нормално ВМРО си седат вака и си викаат, охо, само месо дома дошло. Па ВМРО не им треба сега ни пиар тамо, ни стратегии пиар, ни, не знам, центар за комуникација им треба, ни тим за кои имаат ваква опозиција со ваков лидер. Пушти тоа све дома, нека идат на одмор луѓето, овие работат за нив цело време СДС. За ВМРО да остане 50 години на власт. Вие не сте нормални, жими све. Ако ова не го разберат, секој нормален човек што го гледа, не знам што да кажам. Ако ВМРО си вика, ако ВМРО си седат ваки си вика, ако лупетајте, леле, шуба из лупета, топ. И кој излегував од тамо, нормално со оваа мајчка. Пичко матереј, motherfucker. И ми текна Тито која му се поклонуеше на Гоце Делчев во Свети Спас. Која му доаѓаше на гробот. Тито. Пошто нели на денешен ден и он умре. И баш на тоа ми текна, пошто Тито има и такви изјави давано, имаше голем пиетет кон Гоце Делчев. Не тоа дека бил председател на држава, па дошол у Македонија, па ајде
на домаќиниве да им изрази. Не. Он има изјави кај што очигледно е бил запознаен со неговата борба, со неговото револуционерно дело. Без разлика дали некој го брифирал, дали го знаел од порано, дали он го знаеше неговото дело. И беше со Јованка, мислам тогаш, уште беа заедно, да му се поклони на гробот. На истиот тој 4. мај. Без да знае дека и он ќе замине на оној свет на 4. мај. И ми текна, си викам, и тоа ли е случајно пичка му матерна? Ќе каже сега некој ова, двајцата на 4. мај. Луѓето кои што оставија страотен печат на македонската, на формирањето на македонската држава. Тука немаше никој да негира. Идеалите на Гоце, нормално, број 1, и оно што тоа подоцна го направи Тито во пракса. Кога тие вековни идеали, за кои што во манифестот на Аслом пишува Панко Брашнаров, со помош на Народно-ослободителната борба, Народната војска на Југославија, Тито и Комунистичката партија беа конечно остварени со заседанието на Аслом. Нема случајности на овој свет. Ете, толку сакав да кажам, со надеж дека ова мое видео Венко ќе го чуе, ќе му биде пренесено, да знае колку ја љуфнал работата, што би рекле битолчани, со изјавата што ја даде денес. Ја искрено настапив сега, за да чуе, да му посочам некои работи, да... Ама, еве, сега во овој момент па ми текна. Како ќе ме чуе, како ќе му пренесам? Кога мобилни телефони уште не постојат, тие сум читал, за 20-30 години ќе имало компјутери и мобилни телефони. Како ќе чуе? Да му еба матер. Не знам. Да има некој СДС да немаат мобилен телефон у партија, да има некој друг па да му каже, молим те, аман, заман, оди, покажи му она што му порачувам на Филипче, овакво. А ова јас што го користам сега, мислам, секако дека не е мобилен. Но мобилни уште не постојат. Ова е една, како да ви кажам, прототип на нешто што ќе биде мобилен за 20-30 години, се вика прозорец кон светот. Многу примитивна верзија на она што ќе биде, она што ќе ги наречат мобилни телефони, айфони после 30 години, такви некои ќе се појават, айфони. Појма немам што значи тоа. Артур Кларк пишува тама нешто глупости, Филип Дик исто тие, овој Бредбери, Рей Бредбери исто пишува за, ама тоа за 30-40 години. Од денес. Бемли ga, нема да бидеме живи, може, нема да. А може и ќе ги дочека. Али еве имаш сега прототип, примитивна верзија некоја, појава немам каква е ова. Срање живо. Ова е прозорец кон светот се вика. Сега ако има уште некој држава прозорец кон светот кој јас имам, ова примитивна верзија на мобилен телефон, молим те да му покажете моево видео обраќање на лидерот на Социјалдемократскиот сојуз. Да. Може па целата работа е, проблемот со него е физиолошки. Не мислев на пролив на такви работи. Не, мислев глув е може. А се прави, знаете како е, дека може непријатно му е да ова и се прави дека не е, уствари е глув и може затоа не слуша. Може седел у близина на, појма немам. У близина некој што му лупал Харис или Цеца на бубњеви у Дубај, и ако му седал тука у близина, додека бил у Дубај, се овој лупа на бубњи. Може му пукнале ушните тапанчи, он не слуша. Он може само да гледа. Еве телевизија, он ќе го види Костадинов и Радев како даваат изјави некој, ама он само слика има, то нема за него.
И не може да чуе, он не знае што зборат тие, џабе, све. И може таа негова глувоќа, станала како да е заразна у СДС. Знаете, ковидот како се прошири тоа низ цел светот, оној бесниот лилјак таму Вухан, пичку матер, цел свет. Така и ова партиска глувоќа исто е. Тоа може да биде заразна болест и карантинска е, затоа они не знаат кај се у некое друго време, се они само тоа заразата кој ќе тоа и сите се глуви и сами у карантин се става тука да не испозаразат останативи исто глуви да станеме, и ништо да не слушаме и ништо да не памтиме. Оти ова делува и на сеќавање, тој вирусот. Тоа кај што ти уделува на слух и на сеќавање, ништо не памтиш. Ти си табула раза, парамециум, едноклеточна животиња. Тоа е организам. Не е смешно. Не е смешно да се подсмеваш на тој начин и се извинувам. Ете тоа беше, се гледаме.